Васија Мицковски е млад македонски автор кој што току-што матурираше во Скопската гимназија Орце Николов, а веќе зарцем има напишано 2 авторски книги. Едната од нив е Апокалипса на младиот роб, а последната книга која што беше издадена неодамна е Сета боја зад црнината. Мора да кажеме дека во тек е и третата негова авторска книга, но ова утро зборуваме токму со него за се она што следува и што го предизвикува како автор. Веса, ќе ви посакаме добро и убаво утро. Што те предизвика, еве, најнапред да почнеш да пишуваш и како се роди љубовта кон пишувањето? Првенствено добро утро на сите гледачи и ви благодарам за поканата и за приликата да гостувам во вашата емисија. Па морам да признаам дека љубовта кон пишувањето се роди мощно спонтано. Јас во основно образование и воопшто во текот на целиот мој живот, како страстен љубител на книжевноста, воопшто и на белетристиката, подоцна во животот и на филозофските романи, сум забележал дека моќта на словото е една од најпотценетите, меѓутоа највлијателни моќи кои што имаме воопшто како цивилизација стекнат, односно моќта преку зборови да се долови некоја вистина и така да се представи суровоста на животот, меѓутоа и убавината на животот пред читателите и воопшто пред луѓето. Така што љубовта за пишувањето во мене, и верувам дека во сите автори тлее, од секогаш тлее, меѓутоа тоа е едно инхерентно чувство кое што го имаме, меѓутоа кога ќе се стекнеме со тоа прво дело во наши раце, како што беше пред 2 години со мојот случај, едно друго чувство се раѓа во нас, чувство за постојано да сакаме да продолжуваме да пишуваме. Како е денеска во Македонија да се биде млад автор? Па, мислам дека денеска во Македонија, меѓутоа и воопшто во светот, да се биде автор како звање, така да го наречеме, можна тежок, првенствено процес, меѓутоа и тешка одлука, затоа што постојат илјадници, милиони автори кои што секојдневно издаваат книги и, говорејќи во јазикот на економијата, на пазарот на трудот, всушност, голема е конкуренцијата. Меѓутоа, тоа пак напротив на авторите денеска, особено на младите автори, им дава еден нов елан и една нова желба да бидат автентични. И токму затоа и во нашата земја можеме да забележиме многу млади автори кои што издаваат своји книги, дали самостојно, дали преку издавачки куќи, како што сум и јас и меѓутоа и многу други мои пријатели и колеги. И всушност да се биде млад автор во Македонија е да се биде борбен, јас мислам дека. Затоа што јас и тоа што го забележувам во речиси сите романи и поетски збирки на моите млади пријатели кои што имаат издадено своји книги, се забележува тој еден бран, револуционерен бран на воведување новини, на представување на чувствата на еден малку поинаков начин, говорејќи за лириката, а говорејќи за романите на еден многу по софистициран начин кој што е во тек со времето. И мислам дека да се биде млад автор воопшто е првенствено храбра одлука, која што понатаму верувам и знам дека ќе вроди со многу плодови. Да, денеска технологијата си го зема својот замав, нели, особено помеѓу младите, па како е да се натераат еве денеска младите да читаат, како да ги натерате вашите соученици, вашите пријатели, вашата генерација да ја прочита вашата книга? Одлично прашање, меѓу најбитните веројатно. Па развојот на вештачката интелигенција воедно може да се спомене и на технологијата како интелектуална субстанција, затоа што ние не забораваме дека во денен 21 век се повеќе им придаваме една интелектуална вредност на овие креации. Мислам дека да се биде автор, повторно ќе се надоврзам на што го кажав претходно, е клучно да се одговори на ова прашање во денешен контекст. Младите, мислам дека зошто се јавува проблемот на помалку читање од нивна страна или на недоволно читање или на недоволно разбирање на оно што се чита, што мислам дека е уште побитно, е тоа што оваа технологија и овие предности кои што сме ги стекнале како цивилизација, сме ги зеле здраво за готово. И како млади ние не само што не читаме доволно, туку оно кое што го читаме, кое што го прочитуваме на интернет како кратка содржина информација, не го поминуваме филтер на критичко размислување кој што треба да го помине. Информациите се третираат како такви, како иманентни, без да се разгледуваат различните страни и затоа и произлегуваат лажни вести, затоа произлегува насилство меѓу младите, затоа произлегува нетолеранција која што и во моите книги често забележана тема,
и потенцирано од моја страна. Така што мислам дека да се натераат младите да читаат не е доволно. Треба да се натераат тоа што го читаат да го читаат со критички став, со критичко размислување, со една филозофска позадина и суштина, за да се разбере всушност не само тоа што се пишува, туку и да се збогати знаењето за сиот свет на еден многу по-софистициран начин. Да, како ги одбирате темите за кои што пишувате? Моментално работите на вашата трета книга, па доколку сакате да ни откриете и нешто повеќе за истата. Секако може. Па темите кои што јас ги инкорпорирам во моите книги се всушност теми на мојата генерација. Почнувајќи од првата, каде што јас го разглобив, буквално го демистификував, затоа што зборот апокалипса, како што ви спомнавте, потекнува од грчкиот збор апокалуптеин, што значи да се демистифицира, да се разјасни, а не значи распад. Малку интересна тоа е една етимолошка анализа. Во втората книга ја анализирам улогата на уметноста меѓу младите луѓе, а во третата книга, еден краток инсерт, еден спойлер за читателите и за публиката, се говори за распадот на едно традиционално македонско село и улогата која што младите ја имаат во сиот тој процес на промена на составот, например, на тоа што луѓе се повеќе живеат во градовите, помалку во селата и воопшто културното наследство на нашата земја, гледано низ очите на една група на млади луѓе, пријатели кои што го гледаат распадот на нивното село, низ сите општествено-политички промени. Така што овие теми се всушност карактеристични теми за сите млади луѓе, за сите луѓе во нашата земја и мислам дека пренесувајќи го тоа национално и тоа интрагенерациско размислување и сваќање кон општата публика и кон сите ќе доведе до една малку поинаква перцепција на сите луѓе како и на младите воопшто и како се чувствуваат за овие работи. Васија, каква е вашата проценка? Иве, колку денеска младите сакаат да читат и колку воопшто читаат? Па, да можеше да дадам математичка проценка, тоа ќе го сторе веќе одамна и ќе шокиравме воопшто јавноста колку всушност малку читаме. Меѓутоа, тоа ние вака се го кажуваме и меѓу нас, често забележуваме меѓу младите, ние не читаме или често ни велат повозрасните, вие не читате, вие ништо не правите и слично, меѓутоа ние мора да разбереме всушност колку е важно ова, колку е важно тоа што не читаме. Јас мислам дека тоа е еден производ од една инертност која има создадено 21 век, како нов милениум, како влегување, буквално нов културен милениум, затоа што тој распон од 1000 години кој што се случувал претходно, говорам за општествено-политички промени, за културни промени, сега настанува нов милениум со развојот на нова интелектуална технологија, како ја нарекуваме. Меѓутоа, јас мислам дека тоа што ние не читаме треба да ни даде еден нов жар, не само да почнеме да ги забележуваме овие промени кои што се случуваат, туку да забележиме која е всушност моќта која што има читањето. Читањето воведува еден директен контакт помеѓу читателот и авторот за светот. И мислам дека таа конекција која што се создава не само што е битна за развојот на нашата интелигенција, за развојот на нашето разбирање за светот, меѓутоа токму така се раѓаат, јас мислам дека и најважните, најклучните идеи за промена. Затоа што ако очекуваме промена, ние мораме тоа да го заклучиме прво како идеја, а потоа да го реализираме. Ова е најмоćниот начин според мене. Рибаво кажувани, како се гледа Васија за 10 години како автор? Васија за 10 години се гледа, се надавам како автор во Македонија, повторно седнат тука, можеби на некој нов разговор за некое ново дело кое што сум го напишал и се надавам како автор кој што добил коментари дека неговата порака била сватена и кој што еве ќе ви дојде со бројки можеби да ви долови дека читањето кај младите пораснало за неколку проценти. Да, оптимистички да се надеваме дека ќе биде така. Да, јас ви посакувам само успеси, уште многу нови дела и уште многу нови млади читатели кои што ќе ве читаат. Повозрасните некако ја имаат таа навика се уште на читање на книга, на нови дела, на следење на светската литература, но да се зграбчи во денешно време вниманието кај младите е многу тешко, но вие тоа многу вешто го правите во вашите дела. Ви посакувам само многу успеси во иднина. Ви благодарам. Благодарам за поканата и голем поздрав до сите гледачи.